системи, апликативен софтвер и се тоа. И покрај техничките знања на смерот се научив и за стопанското работење на енергетските компании и пазарите на електрична енергија. И затоа со сигурност можам да кажам дека без фалење на магистерските во Лондон бев еден од најспремните студенти во поглед на знаење од најразлични теми. Мислам дека тоа е предноста на ФЕИТ и спрема студентите за сите предизвици. Значи отвара перспективи без разлика дали понатаму интерес ке се развија за инженерска работа, проект менеджмент, бизнис, понатамушни студии, било што, дома или во странство. И една ваша кратка порака за нашите ни студенти. Пред да запишам факултет, со сигурност можам да кажам дека имав интерес за електротехника, но не и некоја посебна желба за учење, така општо. Сигурен сум дека и меѓу идните студенти има некои кои што се осеќаат слично. Исто со сигурност можам да ви кажам дека студиите на ФЕИТ ми ја покажува убавината во струката, дури ме натера да останам да студирам понатаму. Се надевам дека и вие сите ќе се пронајдете како и јас во студирањето, ќе најдете тоа што ве прави среќни а тоа пак ќе ви возможи една долга кариера со која што ќе се гордеете понатаму. Стефан, ти благодарам од името на екипата на ФЕИТ. Ти посакувам успех во твојата понатамошна кариера и да не го заборавиш факултетот, што и верувам дека нема да се случи. Јас не ми се представив ова гужва, јас сум Тони Маджуковски, магистер и вработен во ФЕИТ како IT. Инаку го водиме и ФЕИТ алумни сдруженијето, во кое што се обидуваме да ги намираме нашите завршени колеги во активности поврзани со факултетот и околу факултетот. Сега вака, во интерес на времето, отприлика останатите колеги ги добија прашањата, па јас ќе ве повикам еден по еден и ќе се обраќате со вашите прашања, видувања во една слободна неформална дискусија. И како кавалјери, Симона Маринова ја покануваме прва. Повели Симона. Симона ни дојде од Канада, инаку што јас имам информација. Да, здраво на сите. Здраво, повели, твое подуимото. Да, значи јас дипломирав на ФЕИТ во 2017 година, веднаш потоа заминав на магистерски студии на University of Toronto, каде што во моментов работам на докторски студии на истиот универзитет, значи под менторство на истиот професор. Нашата истражувачка работа, бидејќи јас имам завршена телекомуникации, нашата истражувачка работа е во областа на телекомуникации и клауд платформи. Поточно најгенерално ние одржуваме, креираме интелигентни клауд платформи на кои што може да се понатаму да се креираат најразлични апликации, како што напоменавте во текот на денешниот ден, интересни футуристички апликации како паметни градови, паметен сообраќај и така натаму. Како го поминавте периодот на студирање на факултетот? Период на студирање го поминав интересно. Транзицијата за мене беше малку потешка, бидејќи јас не доаѓав, да речеме, од перспектива на човек кој што би сакал да работи конкретно електро, бидејќи до четврта година, до последната година како се вика, на средните во средно образование, јас бев професионален спортист и некако секогаш мислев дека спортска медицина ќе биде по некоја комплементарна опција за мене. Беше интересно како одбрав да идам да завршам електро, ги гледав сите опции кои што следува после спортска медицина, откако поради различен сплет на околности и повреди морав да се откажам од спортот. И решив електро, бидејќи изгледаше како најинтересна опција за мене, нудеше најинтересни прилики за иднина, дали во Македонија, дали надвор, сакав секогаш да имам таа отворена опција. И сметам дека направив одличен избор, бидејќи ФЕИТ и пред се телекомуникации можам да зборам од таа перспектива, многу интересни опции, многу интересно истражување и според мене има прекрасен кадар на професори, на асистенти кои што едноставно прават учењето да биде интересно, предизвикувачко, меѓутоа пред се да биде мощна и исполнителна. Колку ви помогна самото студирање на факултетот во вашите секојдневни работни активности? Да.
Можам да кажам дека дефинитивно, исто како колегата претходно, се најдов себе си во ситуација да кога ги почнав своите магистарски студии, едноставно, иако мислев дека ќе биде многу поголем предизвик, сватив дека фундаменталните познавања беа тука, посебно од некои да речеме, телекомуникацијски предмети, како што беа, например, бежични и мобилни мрежи, се најдов во ситуација каде што бевме анпар со студенти од целиот свет, со студенти од универзитети од Торонто и други универзитети кои се многу повисоко, да речеме, рангирани или многу попознати. Дури во тие некои предмети кои што беа малку постручни од телекомуникации, имавме подобри познавања. Така што дефинитивно FATE и генерално, мислам, телекомуникации смерот се покажа дека е одлична опција врз која што може да се доградуваме понатаму за магистарски и докторски студии. И една кратка порака за нашите инди студенти? Многу размислав на оваа тема, бидејќи имаше многу работи кои што ги научив за себе за време на студирањето, така што можам да кажам дека индите студенти би требало да го гледаат ова време на додипломски студии како период на кој што се откриваат себе си, го развиваат својот карактер. Дефинитивно во текот на студирањето и што во животот треба да научиме да бидеме упорни, да бидеме дисциплинирани, пред се да имаме тајм менеджмент. Мислам дека со добар тајм менеджмент се може да се реализира. Исто така да не се плашат од предизвици, да бидат љубопитни, да не ја мешаат љубопитноста со екстерна валидација како што се оценките, секогаш да бараат предизвик кој што ќе им биде интересен да работат, кој што ќе ги исполнува и да одат со полна пара кон него. И нешто што мислам дека е многу важно во студиите е да бидеме проактивни. Да бидеме проактивни во комуникацијата со професорите, со асистентите, со нашите колеги, да ги развиваме тие пријателства кои што остануваат и понатаму, бидејќи пред се ние сме колеги и учиме еден од друг цело време. Симона, ти благодарам многу, исто така ти посакувам успех во твојата понатамошна кариера. Не го заборај FATE, не ја заборај Македонија. Следен кој што би го повикал на разговор е нашата колешка Кристина Савевска. Кристина, се гледаме, тука сте, повелете. Представете се накратко. Се надевам ме слушате, да? Да, ворите. Здраво, јас сум Кристина Савевска, дипломирав минатата година во февруари на FATE, на одсекот компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика. Во моментов сум на мастер студии на меѓународната постдипломска школа во Љубљана Јожеф Стефан и ја извршувам мојата истражувачка дејност на истоимениот институт овде. Зошто одлучив да се запишам на FATE? Знаев дека ќе биде некој технички факултет, но FATE ми ја нудеше можноста да работам со роботика. Од секогаш ме фасцинирале роботите и во моментов го работам истото. И затоа одлучив FATE ја нудеше опцијата да продолжам по тоа поле и да го истражувам тоа поле. На студиите си поминав доста интересно, би рекла. И да, FATE не нудеше многу можности со детални предмети, со лабораторијски кои што ни вклучуваат некоја практична работа и не запознаваат со тоа што ќе ни следи понатаму по дипломирањето. Во моментов работам на интеграција на imitation learning на хуманоиден робот. Имам некоја посебна склоност кон хуманоидните роботи, тоа ми беше и дипломската и да, тоа е. Гледам дека ги фаќат и прашањата што претходно ви пратени. Некоја кратка порака за студентите. Прво ви посакувам многу успех во академскиот живот. Сега сте пред голема одлука во која што треба да одлучите што вистински што понатаму со животот. Би ја повторила колешката пред мене да ги прифаќате сите предизвици кои што ви се нудат, да не се плашите од предизвици и да бидете што повеќе љубопитни во овие студентски денови, затоа што ќе се исплати дефинитивно и исто така комуникацијата и да
некако да немате страв да бидете љубопитни, да прашувате и да разговарате со вашите професори, асистенти и колеги за се што ви интересира и за се што мислите дека ќе ви користи понатаму во животот. Ти благодарам многу, Кристина. Остани со нашите отворени денови, успехи во потомната твоја кариера. Инаку, при концепирање на овој настан, се размислувавме кого да поканиме. Имаме преку 2000 завршени колеги кои што се активни во Фейт алумни и се решивме за колеги кои што релативно за брзо време од денеска имаат завршено факултетот, за да бидат поблиску до генерациите што доаѓаат. Затоа продолжуваме понатаму со колегата Милан Јанковски. Милан, здраво. Здраво на сите. Јас сум Милан Јанковски. Завршив на ФЕИТ во 2019 година на смерот ЕС, електроенергетски системи. Моментално сум на магистарски студии на Technical University of Delft во Холандија. Зашто го избрав електро? Бидејќи од секогаш важел за најперспективен факултет со најквалитетните професори, а во исто време јас цело време бев заинтересиран за техниката и поготово последната година од средна школа за енергетиката, така да беше логичен след на настани. Искуството на ФЕИТ беше многу интересно, нови пријатели, стекнување на врвни знаења од врвни експерти од таа област и тоа можам да го потврдам сега и при магистерските студии дека многу ми помогна. Како што кажа претходно колегата Стефан Борозан, добиваме широк спектар на знаења од целокупното работење на електроенергетските системи. Можам да потврдам дека вистина е дека имаме предност во однос на колегите од други факултети, бидејќи тие се понасочени на некои одредени работи, додека не е објаснета целата слика. Понатака многу помогна бидејќи во текот на студирањето сваќаш дека не е битно точно да знаеш формулата за нешто, повеќе е битно да го знаеш принципот на работење и што стои позади него и доколку ги совладаш концептите е многу полесно. Тоа ми помага сега при магистерските студии и за приоритизирање на проблемите е многу полесно ако го знаеш тоа. Некоја порака до студентите, кратка би била пораката, ако се запишете на електрон нема да сгрешите во никој случај и ви посакувам многу успехи. Освен студирањето, би препорача да ги посетувате и конференциите, биле тоа студентски или на повисоко ниво. Благодарам многу, Милан. Следејќи го досегашниот тек, нашиве приказни некако ептен се инженерски, кратки, јасни, прецизни и концизни, па би ги сврстиле во сферата на краток расказ. Идеме понатаму, ја поканам Кристина Кузецка да повели со нејзиното обраќање. Кристина, добро вечер, добар ден. Добро вечер, здраво на сите. Јас сум Кристина Кузеска, дипломиран електроинженер на смерот електроенергетика, управување и менаџмент. Најпрво сакам да го поздравам целиот настан кој што е одлично организиран и е добро што е пристапен за сите млади студенти. Најпрво зашто го одбрав ФЕИТ. Од секогаш ме интересирала технологијата, физиката и математиката. И така ФЕИТ е факултет што го нуди сето тоа ги нуди сите најнови технологии на најново ниво. Во текот на студирањето на ФЕИТ можам да кажам дека ФЕИТ го промени мојот начин на размислување. Дефинитивно од ФЕИТ излегувате како нови луѓе, размислувате порационално, технички и брзо носите одлуки. Сметам дека студирањето на ФЕИТ не може да се каже како лесно и гладко, нема некој што не пуштил солза на некој предмет, но мора да се покаже упорност, затоа што на крај сето тоа се исплаќа. Инаку во моментов работам во консултантска фирма за енергетика, која што е германска фирма. И имам можност да работам на сите најнови проекти во регионов, за развиток на регионот, за декарбонизација и развивање на обновливите извори на енергија како позелено сценарио. Во моментов сум на мастер студии. Го избрав повторно факултетот ФЕИТ затоа што бев задоволна од додипломските студии
и од професорите кои што дефинитивно се секогаш тука и можат да ви помогнат во секој момент доколку им се вратите. Мојата порака за идните студенти е да бидат упорни, да не се откажуваат, затоа што со упорност може да се постигне се. Тоа е тоа од мене. Кристина, ти благодарам, како и за сите, така и за тебе, и успех во поднадомашната работа. Инаку, ова иде во живот, така да на шушкање позади, што го гледате или што го слушате, тоа е подготовката за следниот настан. Само кратко интро. После официјален дел, следува неофицијален дел, организиравме турнир во e-gaming. Денеска е шаховскиот турнир, а утре и за утре Counter-Strike. Ако го изговорив, сепак јас сум од една друга генерација која што играше нешто друго. Инаку, еден интересен куриозитет, повеќе луѓе се пријавија за втората игра, не знам зашто. Идеме понатаму, го поканувам Ристе Настески, ако е тука, инаку имавме некој проблем преска технички со Ристе. Ристе? Повели? Само микрофонот вклучи го. Ево рете. Слушаме сега? Да, све окей, повели. Значи, јас сум Ристе Настески, дел од генерацијата 2012 на ФЕЙТ, од смерот електроенергетика, управување и менеджмент. Моите додипломски студии ги завршив во 2016 година. Пред самото моје дипломирање, уште како студент започнав со практиканска работа во Сискон Скопје, додека само 2 недели по моето дипломирање се вработив во ЕВА на Македонија. Најпрво како дел од тренинг програмата за млади инженери, а потоа како инженер за одржување или проект менаџер во група за одржување во ЕВА на КЕЦ Охрид. Во ЕВА на Македонија поминав 3 години, од каде што потоа бев регрутиран во Костел Македонија, во одделот инженеринг, како инженер одговорен за тестирање и валидација на полначи за електрични и хибридни електрични автомобили, каде што работам веќе година и 6 месеци. Паралелно на моето работно искуство, завршив и магистерските студии, исто така на ФЕЙТ, на смерот обновливи извори на енергија. ФЕЙТ го одбрав најмногу поради фактот што во тој момент не познавав невработен електроинженер, односно поради големите шанси за директно вработување веднаш по завршување на студиите. Како што напоменав, слична приказна ме снајде и мене, односно ја се вработив само 2 недели по моето дипломирање. Како ги поминав деновите на ФЕЙТ? ФЕЙТ секојаш го доживував како 4 години напорна работа, која потоа треба да се исплати. Од друга страна сметав и се уште сметам дека еден млад човек треба да ужива и во својата младост. Така и ги поминав студентските денови на ФЕЙТ, односно трудејќи се да постигнам некој баланс помеѓу редовното учење и наукните излегувања. Наредно прашање. Колку ви помага студирањето на ФЕЙТ во секојдневната работа или во животот или воопшто во размислувањата? Најмногу ми помага техничкото познавање и инженерскиот пристап кој го стекнав на ФЕЙТ, односно начинот на размислување. И некоја кратка порака за нашите идни колеги? Имаш еден добар графит на комплексот, The limits are only in your mind, што би било мојата порака до идните студенти. Се приклучуваме кон твојата порака и ние останатите. Многу успех. Сите инаку сте добре дојдени во ФЕЙТ алумни. Ние секој последен четврток во месецот правиме дружби. Тие беа замислени додат во живо, меѓутоа поради оваа ситуација која што не снајде, се префрлivме на овој Muppet Show, ја го викам Zoom. Меѓутоа, овој дава па друга предност да може да се видите со луѓе кои што не се физички во состојба да дојдат на овие настани. Идејата ни е да ги задржиме релациите со факултетот, да си помогнеме едните на другите, да го етаблираме малку повеќе инженерството во оваа наша држава и да гледаме малце посветло кон иднината. А следен наш соговорник е Марија Чаушевска.
Марија, добар ден, добро вечер, повели. Добар ден на сите. Јас сум Марија, дипломирав на електро лани во јули 2020 година на сменот компјутерски технологии и инженерство и моментално сум прва година на магистерски студии во Љубљана, Словенија, на Институтот Јожеф Штефан, на Department Knowledge Technologies, односно по-конкретно учиме Machine Learning. Зошто се запишав на ФЕЙТ? Искрено, кога бев 4-та година гимназија, размислував, како секој нормален средношколец, размислував каде понатаму, каде ќе се запишам, на кој факултет, но секако знаев дека тоа ќе биде технички факултет, но размислував што понатаму и каде е најисправно да се запишам. И баш ми текнува дека во 2016 овој период бев на отворениот ден на ФЕЙТ, каде што имавме можност во нормални услови да ги посетиме сите институти, да ги видиме лабораториите и да слушаме на секој институт што се учи, со какво знаење ќе се стекнеме. И мене искрено најмногу ми се допадна смерот компјутерски технологии и инженерство и токму затоа го избрав КТ како смер. И во ниеден момент од се до ден денес се немам покајано и сметам дека е една од најисправните одлуки која што имам донесено. Студиите искрено помина премногу брзо, дури не можам да се свестам кога се запишав на ФЕЙТ и ги полагавме првите испити, колоквиуми и така натаму, и сега после 5 години сум на магистерски студии. Цел тој период, се тие 4 години помина пребрзо и премногу интересно. Се стегнав со огромно знаење во областа на информатиката, кое што тек сега го применувам на магистерски студии преку различни проекти поврзани со предметите, семинарски, трудови и така натаму. Исто така, според мене, една од важните и клучните моменти на ФЕЙТ е професионалниот однос помеѓу наставниот кадар, професорите, асистентите и демонстраторите спрема нас студентите, што е од исклучителна важност, бидејќи ни го посветуваат целото време, на нас ни помагаат за се совлада материјалот преку дополнителни консултации, дополнителна настава и така натаму. Исто така, доста интересни според мене беа сите тие летни школи, студентски конференции, работилници кои што се организираа на ФЕЙТ, на кои што имам учествувано на неколку од нив, на кои што им овозможуваат на студентите да се стекнат со дополнително знаење и да го надградат своето знаење. И една кратка порака за идните студенти е да бидат упорни и истрајни во студиите, дека со напорна работа се може да се постигне и да не веруваат на тие приказни од типот овој предмет не може да се положи, ова е најтешко и така натаму, затоа што со упорна работа и истрајност се може да се постигне. И им посакувам среќа во студиите. Ти благодарам, Марија. Успех во се понатаму во твојот живот, а точно е твојата констатација. Времето многу брзо проаѓа на ФЕЙТ. Првата среда студентски прашања, уписот, она позната изрека на деканите, добре дојдовте идни економисти, правници и секако по некој електроинженер, па првите предавања, лабораториски вежби, брусочката забава, колоквиуми, испити, семестар, година, дружени лекторијади, абсолвирано дипломирање и една нова ФЕЙТ приказна, која што ќе ни ја каже Милјана Шулајковска. Да, здраво на сите. Добро вечер, повели Милјана. Се извинувам, немам камера. Јас сум Милјана, дипломирав на смерот компјутерски технологии минатата година. Сега сум на втор циклус студии на меѓународна постдипломска школа на Институтот Јожеф Штефан. И многу ми е драго што сум дел од овој настан, бидејќи јас некогаш сум била на ваше место со многу прашања зашто баш да го изберам ФЕЙТ. За мене ФЕЙТ беше предизвик да студирам на еден од најтешките факултети, според мене. И ми се врта многу прашања дали ќе успеам и дали е ова она што го сакам. Меѓутоа да се вратам назад, пак би го избрала истиот факултет и баш истиот смер. На почеток ми беше тешко да направам промена во однос на обврските
кои ги имате во средно, сега на факултет тие се многу поголеми и дополнително влегувате во свет каде треба сами да се мотивирате, бидејќи факултетот не е нешто задолжително. Меѓутоа, имавме доста интересни предмети, професорите и асистентите беа достапни за консултации и помош околу материјалот. Работевме на разни проекти и тие проекти имавме можност да ги представиме на разни конференции, настани и така натаму. Исто така и за време на студирањето постојат различни активности, меѓутоа она што мене ми остана најинтересно е студентска пракса во Белорусија преку студентски организации. И исто имавме студентска посета во Германија, која ни организираше професорката Марија Календар. Како ми помогна ФЕИТ во секојдневната работа? Како добар студент од ФЕИТ се запишав на магистерски студии тука во Љубљана. Сите проекти на кои работевме со професорите, особено завршениот проект, дипломската работа, беше одлучувачки да додам тука во Словенија и да сум дел од Институтот Јожеф Стефан, каде работам како студент ресерчер во оддел за интелигентни системи. И една порака до идните студенти, слично како Марија, студирањето на ФЕИТ ме научи дека се е возможно и дека со многу труд и љубов не постои нешто што не може да го научите или не постои предмет што не може да го положите. И секогаш на крај трудот се наградува. Ти благодарам, Милјана, и не само се наградува, него и помага во понатамошното работење, бидејќи студентот од технички факултет дава некоја концизност, студиозност, пристапност, која што лесно може да се примени во повеќе области. Ива Иванов, нашиот следен драг соговорник, повелива. Здраво. Јас сум Ива Иванов, дипломирав на електро во 2019 на одделот компјутерско хардверско инженерство и електроника. Како секој матурант, например, еве јас од гимназијата Орце Николов, како општа гимназија никогаш немав контакт со енергетиката, електрониката или што уште не, со струја може да се каже, и некако многу се двоумев дали електро ќе биде вистинскиот избор за мене. Но сепак, како што кажа и некои други колеги, сметав дека многу може да се просперира во иднина со знаењето кое ќе го добијам на овој факултет. А изборот за хардвер и електроника некако, не знам, само така спонтано дојде. Но никогаш не можам да кажам дека се каам дека тоа го одбрав, иако името само во себе содржи хардвер, не може да се каже дека учиме само хардвер, како што напомена и другите колеги. Се учат широк спектар на дисциплини, може да се види на самата страна, например на електроника, дека се учат процесирање на сигнали, хардвер, микрокомпјутерски системи, па дури и софтвер, што еве, например, во моментов, заборавив да кажам, сум исто така и јас мастер студент во Љубљана на Институтот Стефан Јозеф, но јас, за разлика од другите колеги, сум мастер студент на компјутерски системи и работам во областа на хардвер, односно примената на вештачката интелигенција на платформи базирани на реконфигурабилен хардвер. Исто така, за целото моје студирање на електро имав и шанси да идам и на летни школи и да идам и на пракси надвор од Република Македонија. Електро со знаењето и целата поддршка од професорите ми овозможили да бидам стипендист и во Германија, и во Словенија, така да мислам дека целокупниот труд и поддршката која ја даваат, поготово професорите на Институтот за електроника, многу ми помогна во тоа што сум сега. Што исто така би дала сугестија за идните студенти на електро, секогаш да се впушта, како што кажавме, во сите предизвици и да се сгреши, некогаш така треба да се научи во животот. Например, еве јас дипломирав, па почнав со работа во Македонија, во индустрија, па сватив дека повеќе сакам да терам наука, па затоа се префрлив на мастер студии една година подоцна, но мислам дека не сум изгубила ништо, бидејќи треба да се искуси и индустријата и науката во која можеш да просперираш со овој факултет. Ти благодарам, Ива. Фала. Успехи понатаму твоите активности. Никола Цветковски од Јапонија, во престол во Јапонија моментално. Дали сме на линија со Никола Цветковски? Да, тука сум, се надам може да ме слушате. Сајонара. Коничева.
Здраво на сите, јас сум Никола Цветковски. Студирав на ФЕИТ по периодот 2012-2016 година. Мислам дека тоа беше една од првите генерации, всушност првата генерација на смерот компјутерски технологии и инженерство. Заедно со голем број на други колеги што мислам дека се присутни на оваа сесија, на овој панел. Ви благодарам многу што ме поканивте овде и што можам да, колку можам, да пренесам дел од моето искуство на ините студенти. Причината зашто се запишав на ФЕИТ е слична како и многу други колеги, всушност додека бев јас едношколец, секој сакав да се предизвикам себе си и тогаш ФЕИТ го биеше можеби еден од најлошите гласови дека е еден од најтешките факултети, дека не може лесно да се заврши таму, а сепак е технички факултет, каде што се учи за инженерство, за компјутери, што мене тогаш ме привлекуваше. Затоа сакав себе си да се предизвикам, дали може да завршам таму и да се стекнам со знаење, затоа што исто така го биеше глас дека иако е тежок, сепак кога ќе завршиш, ќе се здобие со големо знаење и нормално дека може најверојатно ќе те очекува успех после тоа. Затоа се запишав и нормално сега дефинитивно не се кајам, затоа што овде сум во Токио моментално, каде што уживам во мојата работа, каде што работам како систем инженер, односно воспоставувам целосни системи од сервери, датабази, целата инфраструктура на сервер до самата апликација каде што корисници може да користат, фронт-енд, бек-енд и така натаму. За прашањата, како поминав на ФЕИТ, искрено, тоа се една незаборавните денови. Не само затоа што нормално кога се стекнав со големо знаење и како што запознав голем број на колеги кои до ден денес сум во пријателски односи, меѓутоа и ми даде можност да искусам многу работи и ме задоволи во сите можни области. Учевме на различни дисциплини, се сегуваме со на различни знаења и сега ни дава најголеми можности. Дури во текот на самите студии, јас заедно со едни други колеги што се присутни тука, станавме демонстранти на лабораторски вежби, затоа што сакавме да, нашето искуство веднаш да можеме да го пренесеме на помладите колеги, затоа што секувавме дека учењето не е само процес, односно патот на инженер не е само како на поединец, туку и како група, затоа што како гледате како различни луѓе решаваат проблеми, така и вие поише учите. После од кога завршив нормално, мојата цел беше малце да отам да искусам друга култура и да видам како е, мислам, не само културата во однос на секојдневниот живот, како и културата во технолошките науки во друга земја, па затоа решив да одам колку што можам подалеку и испаднав да сум на обратната страна на планетата Земја од каде што почнав. Колку би помогна студирањето на ФЕИТ во секојдневната работа. Искрено, не можам да го искажам колку сум тоа благодарен за основите што ФЕИТ ми ги постави, за тоа што можам сега да направам и колку се уште има потенцијал да постигнам. Не очекувајте ФЕИТ дека ќе биде крајот на вашето приказнат за тоа каков инженер ќе бидете, туку ФЕИТ само ќе ви ги постави основите за тоа што понатаму можете, затоа што инженерството, дали електроинженерство, дали компјутерски науки, дали роботика, е огромна, мислам, тоа се најразлични области со огромен потенцијал, кај што секојдневно нешто ново се открива и нешто ново се развива, така што ФЕИТ само ќе ви ги научи принципот на тоа како да вршите работата, како да истражувате, како да учите ново нешто, како да се подобрувате себе си, така што за таа работа ФЕИТ најдобро ќе се изврши својата работа и ќе ве постави на правиот пат, а до вас ќе остане каде сакате да се каде сакате да се, да се видите себе си во иднината. Светот ќе биде вашата палета, боите ќе се во ваши раце, а ФЕИТ само ќе ви помогне да ви ги покаже кои четки се правилно да ги користите. Не знам дали е добра алегорија, меѓутоа на кратко малку да искористиме нешто така по-стилистички. И кратка порака за ините студенти. Мислам дека најголемиот број од моите колеги тука веќе ви кажа прекрасни зборови. Од мене што би рекол е, знаете, ко би било тоа да едноставно само бидете љубопитни, поставувајте секакви прашања, не постои таква нешто како глупави прашања, поставувајте прашања, можеби ја бев едно од оние што беа како most annoying students, кај што секогаш поставува прашање. Меѓутоа, колку што можете собирате информации, прашувајте што ви интересира, за да знаете што можно
порано и побрзо да се насочите во правецот кај што сакате, докато не знаете тоа е во ред. Ви пробајте на различни работи, на различни насоки, се дека не најдете своето, затоа што е најдобро дел да бидеш инженер, имаш многу области каде што можеш да пробаш. Во еден смер што го изберете на фејт, исто така тоа не значи дека ќе бидете само еден инженер и таму има милион подобласти каде што можете да бидете, нели, мајстор, односно магистар, па и докторски студии, па можете да бидете само најдобар програмер, што е исто така најголема и совршена, мислам, можно да бидете, така да слободно истражувајте и не се ограничувајте себе си, затоа што кажем колега, мислам дека тоа беше Ристе, кој the sky is the limit, може би не е ни the sky, затоа што ако станете астронаут, инженер за нели ракети, може да идете повисоко од небото, така што секако, мислам, нема да сгрешите ако се запишете на фејт. Толку од мене се надевам да тоа беше доволно. Едно прашање, од која скрипта научи јапонски? Искрено, се вика Anki-Deck, мислам, тоа е мала програма направена и за мобилни технологии, мислам и за мобилни уреди и за компјутери, каде што можете да се ставите како зборови и само како дневно ви памти, мислам со тоа што ви избирате колку знаете тој збор, и тај алгоритам за тоа колку често да ви го појави за да можете побрзо да го запамтите. Би препорачал таа, од друга ја имав и среќата да запознам и нели пријател кој беше од Јапонија, кај што студираше во Македонија, така што некако рандом се сретнавме и тоа некако ми избувна да пробам да постигнам да отидам во Токио, да видам како е таму во нели градот на иднината што го викнат. Никола, ти благодарам, многу успех. Ти си потврда дека електро е и до Токио. А идем натаму со колешката Ива Најденова. Здраво на сите, добро вечер. Најпрво големо благодарам за поканата, многу ми е мило што сум тука. Ми се наврати еден куп спомени од моите студентски денови на фејт. Јас завршив во 2016 година, дипломирав на смерот компјутерски технологии и инженерство и веднаш заминав на магистарски студии во Швајцарија, во Лозана, каде што видов дека основите кои што ми ги постави фејт се навистина многу стабилни и ме пратија низ многу предизвици во текот на моите магистарски студии и пракси во познати организации како ЦЕРН и моментално работам во најголемиот телекомуникацијски провайдер во Швајцарија, Swisscom, како софтверски инженер и data scientist. Од моите денови на електро најмногу би ја издвоила соработката која што имавме помеѓу сите колеги, асистенти, професори, демонстратори. Навистина функциониравме како еден тим кој што заедно се движи напред и тоа ми останува и ме прати во сегашната кариера, да ги гледам сите проблеми, сите задачи кои што ги имам како интересни предизвици и кои што треба тимски да се решат. На идните студенти би им посакала многу среќа, успеси, секој труд, верувајте, се вреднува, порано или подоцна. Исто така би им дала совет, што може би јас требаше исто да го послушам подобро, учествувајќи во студентските организации. Едно од најдобрите искуства ми беше курсот на летен курс организиран преку БЕСТ, студентската организација, и ми е криво што не успеав повеќе да учествувам во нив, затоа би им посакала се најдобро. Ива, ти благодариме, голем поздрав за тебе, успева во томошното работење, а порака до ините студенти, вклучете се во студентските организации кои што и денеска се активни, тоа се БЕСТ, ИАСТ, студентскиот парламент, имаме идеја да го воскреснеме Елфаско, тоа е едно списание од едно постаро време што излегуваше, и некои други активности. Инаку, за оние што се вклучија подоцна, ја следите мојата фејт приказна, како завршен дел од првиот ден на твоите денови на електро. Може би приказниве се кратко раскажани, меѓутоа има длабоко значење и тежина. Па ја поканувам Наташа Тагасовска, следен наш драг бивши студент, да ни се обрати, ако е... Да, тука е. Повеќе, Наташа.
Здраво на сите, фала многу за поканата. Јас завршив на ФЕИТ во 2013, мислам дека сме од постарите присутни тука. Студирав додипломски студии во компјутерско инженерство. Мислам дека тоа е сега смерот кај ТИ. И потоа продолжив и на магистарски студии на ФЕИТ, каде што студирав вградливи системи. По завршувањето на магистерските студии бев на пракса во НАТО, потоа почнав со докторски студии во Лозано, каде што сум се уште во Швајцарија, како Ива. И ги завршив докторските пред една година и моментално работам како Senior Data Scientist во Swiss Data Science Center. Знам дека звучи малку различно од тоа што го имам студирано до сега, ама тоа всушност е причината зашто мислам дека ФЕИТ е добар избор, затоа што не спреми за ни даде доста генерално знаење и добри основи, така што можеме брзо да се прилагодиме на различни проблеми. Мислам дека една од најбитните работи беше дека не научи како да решаваме проблеми на структуриран начин и како да пристапуваме на предизвици. Мислам дека ФЕИТ е добар избор затоа што секако ќе може да најдете работа во било која област потоа. И порака која би им што мислам дека е корисно за следните студенти, кои смери да го одберете на ФЕИТ, мислам дека е доста корисно ако земате предмети и од другите смерови, односно направите некакви комбинации, доколку го студирате КТ да земате нешто од енергетика или ако студирате енергетика да земате телекомуникација или било како, затоа што мислам дека ќе ви помогне да ви даде ќе ви помогне да имате покреативен пристап при решавањето на проблеми и секако ќе ви се најде во иднината. Наташа, ти благодарам. Контизно, прецизно, инженерски, точно мултидисциплинарност е многу важна. Меѓу другите организации на ФЕИТ и IEEE, тоа е Светската организација на електроинженери, која што има огранати кај нас. Јас сум малце постар од вас. На времето гостуваше председателот на IEEE во Македонија и кажа една работа. Инженерите на 21 век ќе бидат 10% техника, 90% комуникација. Значи, комуникацијата и интердисциплинарноста се многу важни и вие сте пример, сите приказни до сега што беа кажани, како тоа успешно го имплементирате. Следен е Симеон Станковски. Симеон, повели, подиумот е твој. Добар ден на сите, јас сум Симон Станковски. Моите додипломски студии ги завршив во 2019 на ФЕИТ, на одсекот за компјутерски технологии и инженерство. Моментално сум на магистарски студии во Словенија. Дел сум од Ambient Intelligence Research Group при Институтот Јожеф Стефан. Мојата работа главно е во областа на машинско учење, конкретно за развивање на паметни алгоритми за wearable devices. Зашто го одбрав ФЕИТ? Па, мислам дека иницијално врз мене влијаеше позитивното мислење кое што постои за факултетот и ме натера да се заинтересирам што поконкретно нудат програмите на ФЕИТ. Од кога го видов тоа, предметите кои што се изучуваат низ годините, мене ми лича прилично интересни и сметав дека тоа е добар темел за понатамошно развивање од областа која што одбрав. Уште една исто така работа што ме натера го одберам ФЕИТ е тоа што бројот на студенти кои што се запишуваат, кои што може да се запишат на студиските програми е прилично ограничен, што за мене значеше дека се стрема таму да се создаде квалитет, а не квантитет. И исто така соработката која што може да се стекне со мал број на луѓе меѓу професорите и студентите беше доста голема мотивација за мене. Во врска со искуството, можам да кажам дека имав прилично убаво искуство на ФЕИТ. На почетокот, како и на сите, ми требаше време да се адаптирам на начинот на функционирање, но како што идете понатаму низ повисоките години, работите стануваат само поинтересни и полесни. Повторно би го извел начинот на соработка помеѓу студентите и професорите, бидејќи според мене тоа е една од побитните работи. Би го споменал како резултат на таква соработка тоа што бев еден од
првите студенти кои што имаа можност да работат на научно-истражувачки проект како дел од Центар за трансфер на технологии и иновации InnoFate, што мислам дека моментално представува една одлична можност за стекнување на искуство дури сте се уште студент. Па во однос на стекнатото знаење можам да кажам дека огромен дел од работите кои што ги учев на FATE ми помагаат во секојдневната работа, дури и оние работи за кои што не сум очекувал дека ќе ги користам и сум сметал дека се апсолутно небитни, од ден во ден се покажуваат тотално спротивното и сум онака се осеќам као и ова колку мене ми се нашло, а тогаш не сум сакал да го учам. И затоа една порака до студентите е дека сите нови работи што ги научите во моментот, колку и да мислите дека не се интересни, не ви се допаѓаат, понатаму ќе ви се најдат и тоа ќе биде супер корисно за вас. И би порачал на студентите да не се плашат и да се запишат на FATE, бидејќи огромното знаење кое што ќе го стекнат ќе им помогне за лесно понатамошно наградување и исто со знаењето што ќе го стекнат, мислам дека ќе се овозможат убав живот и понатаму со самото завршување на факултетот, со тоа што го изучувале низ предметите, мислам дека се спремни за голем број на различни професии, нема да имат никаков проблем во однос на тој поглед. Тоа би било се од мене. Симон, и сосема доволно се е кажано. Инаку, паралелно со нашиот настан, одат и најпопуларни предавања на FATE, кои што ги држат нашите професори и мене искрено лично ми е криво што овој настан не е во живо, затоа што друга е себата интеракцијата кога физички сме заедно, меѓутоа што е тука е, одиме ние понатаму. Елена Мерџановска ја поканам да го преземе подиумот. Елена, добро вечер, добар ден, поведи. Добро вечер, фала. Сакам прво да ви се заблагодарам што ме поканивте да бидам дел од овој настан. Јас дипломирав пред година и пол, 2019 на смерот компјутерски технологии и инженерство. И сега сум на магистерски студии во Љубљана, Словенија и работам на Институтот Јожеф Штефан. Работам со ЕКГ сигнали, односно примена на машинско учење за анализа на ЕКГ сигнали. И да, би требало да, мислам, паралелно со магистерската работам и на научни проекти. И да, мислам, како се запишав на FATE, искрено не се сеќавам нешто да се двоумев посебно, некако као да знаев од секогаш, но знам дека во тој период одлучив дека сакам да се насочам во информатика и беше во тој период исто така актуелно и финки и се одлучив за FATE бидејќи да, значи се одлучив за FATE бидејќи ми личеше дека ќе се добие знаење пошироко, бидејќи не бев 100% сигурна која е насоката во која што сакам да одам, мислев дека ќе имам повеќе флексибилност. И да, во ниеден момент тогаш не сум се покајала зашто се запишав на FATE. И да, супер си поминав во текот на студиите, мислам дека поинтересно отколку во средно. И да, мислам дека најдобар аспект од студирањето ми беше соработката со колегите. Мислам дека многу добра средина на луѓе има на FATE и мислам така беше во наше време, сигурна сум дека и сега така. Заедно со професорите и со асистентите, така што да, тоа мислам дека е една од главните предности на FATE. Следно беше да, значи како што кажав, работам примена на машинско учење и да, значи имавме во последните години имавме предмети кои што не запознаа со таа област на FATE, така што тоа ми помогна многу во тоа што сега го работам. Но би сакала да кажам дека во областа на информатичките технологии цело време нешто се менува и не можеш никогаш да научиш се и FATE, мислам, да, значи главната
вештина што не учи е како да знаеме понатаму да совладуваме нови предизвици. И да, исто така сакам да кажам дека во текот на студиите бев 2 пати на пракса во странство преку ИАСТ во Австрија и во Белгија. И дека и во тоа време сега на магистерските и на конференции и слично кога се среќавам со други луѓе, во ниеден момент не сум се почувствувала дека знаењето на ФЕИ што сме го добиле е помалку од било кое од знаењето што добива на престижни светски факултети. И да, уште порака би сакала да кажам дека би сакала да им порачам на студентите на кратко да не се плашат да бараат помош кога нешто им е тешко. И исто така дека на ФЕИТ има многу можности, како што кажав, не знам, пракси и летни школи и слично. Ако се запишат на ФЕИТ, би било штета да не искористат што повеќе можат од тоа. Те благодарам многу, Елена. Идеме понатаму. Нашиот следен соговорник е Андреј Георгиевски. Андреј, добро вечер. Мислам дека од Берлин се вклучуваш. Добро вечер, good abend. Овде не е уште баш темното, ама да, од Берлин. Јас сум Андреј Георгиевски, моментално во Берлин работам на развој на системи за автономно возење и интелигентни системи општо и навигација во TomTom во Берлин. TomTom е топ 3 провайдер на навигацијски решенија за автономни возила и општо за возила. Одлично. Зошто го одбра ФЕИТ за студирање? Овде ви кажа еден тон убави така меланхолични приказни до некаде, каде што сите имаат некое убаво познавање и одма знаеле што сакаат. Јас се мислев меѓу медицина и електро. Гледајќи што се дешава во 2020 година, сам ќе се потапшам по рамо дека сум избрал електро, а не медицина, пошто иначе ќе скапев годинава од работа. Не дека и вака не се работи доволно, ама работата беше дека сакам да помагам на себе, на семејството, на општеството, на пријателите и можам да го направам тоа или ако им помагам нив, или ако развијам нешто што ќе им го олесни животот. Решението беше лесно, електро беше изборот и медицина отпадна и среќен сум поради тоа. Не си сгрешил многу. Како помина на ФЕИТ во текот на студирањето? Па ја гледаш и сега, значи во текот на студирањето се запишавме 2012 година, јас, Ива, Ник и уште неколку други луѓе, се запишавме 2012 година. Они дипломираат 2016, јас дипломирав 2017 година, што значи срам за фамилијата. Али, оно што можам да го кажам дека останувавме до многу касно на факултет, бевме и демонстратори еден период, помагавме на многу студенти, државме дополнителни часови, одевме на пракса надвор во странство во Македонија, собиравме искуство и часовите беа 5% од оно што беше електро за нас, да речеме. И бевме така една добра екипа склопена тогаш и сега сме се уште, што мислам дека електрони е една од работите што не дефинираше и гледате, секој од нас скокна шо подалеку да најде некој друг предизвик, нова програма, нов начин да се занимава и да не му биде мозокот џабе. Темелен пристап, секоја чест. Колку ти помогна електро во текот на и колку ти помага сега во секојдневниот работење, живот? Па да ни се живи и здрави професорите, што кога видела дека можеме повеќе, решија да не стиснат и да направат од нас поише луѓе, него што треба. Едно што треба да се знае дека електро не мора ич да ви помогне во животот, ако вие не му помогнете на електро да ве научи. Значи, ако не искочите вие со прашање, ако не отидете вие да се интересирате малку повеќе за материјата, единствено што ќе ви помогне електро е да научите да гуглате малку попрецизно. Ама ако сте заинтересирани и стварно сакате да направите нешто во животот, мислам дека електро ќе ви овозможи квалитетен кадар, професори и асистенти, што ќе ве стават во машината, што може да ве научи да направите се и се што, значи дали ќе развивате понатаму системи од напредна интелигенција или роботи или ќе отидете во науката да работите нешто озбилно или како мене во индустрија и за наука ќе се секирате 20% од времето, изборот ќе биде ваш. Ама ако не работите вие, електро ич нема ви помогне. Сепак се е до нас.
И кратка порака за ините студенти? Отворете да видите што има огласи за работа, не бирајте само според тоа како ви изгледа, не знам, Елон Маск што истражува или нешто друго, отворете да видите што навистина се бара на пазарот. Ако не отворите да видите каде ви можеле да работите, може смерот кој што на почеток ви изгледа најдобар ќе ве однесе да работите строго во фабрика, или ќе ве однесе да работите на терен или во канцеларија, вие сакате нешто тотално различно. Бидете прагматични малце и слушајте ги професорите. Ти благодарам, Андреј, секој добро, auf Wiedersehen понатаму во животот, повели на лектор во секој време, Фейт алумни те очекува. И како последен за вечерва, Стефан Калабаков. Добро вечер, Стефан, повели. Здраво. Да, моето име е Стефан Калабаков, дипломирав во 2019 на смерот КТИ. И сега сум на магистерски студии, како многу луѓе овде во Словенија, во Љубљана, на Јожеф Штефан. Да, околу тоа зашто избрав да студирам на Фейт, не сум целосно сигурен. Секогаш знаев дека одлука да ќе биде помеѓу Фейт и Финки, генерално. Мислам дека овој Симон делу многу покри, тогаш мојата одлука се сведе на тоа дека веројатно помалку луѓе ќе дадат повеќе, ќе биде поубава средина барем за учење, за дружење и така натаму, и мислам дека од тој аспект не сгрешив. Што се однесува до времето што го поменав на Фейт, би рекол дека беше одлично. Да, имаше секогаш за учење, никогаш немаше недостаток за учење, ама многу поголем дел, мислам дека многу од тоа што го памтам не било колку сме учеле, туку колку сме се дружеле. Имало многу луѓе кои што сум ги запознал, кои што се уште ми се во животот, со кои што се уште зборувам, и мислам дека една од многу важните работи е дека секогаш постарите генерации, барем за нас, се трудеа да не вклопат во сите настани, во сите дружења и така натаму, и тоа беше така едно поубаво чувство на семејство, што така ми го направи искуството многу убаво. Нема да се повторувам многу во однос на тоа зашто како Фейт ми помага во моменталната работа. Да, инаку работам machine learning за препознавање на човечки активности, барем тоа го истражувам, но работата ми, тоа што го кажаа повеќе колеги, е дека ми даде многу основи и секогаш сум зачуден од тоа дека ќе треба да почнам да, освен data science и machine learning, дека ќе треба да почнам да употребувам и физика, процесирање на сигнали и така натаму, и сваќам дека уствари воопшто не заостанувам и во тие полиња, односно имам некое познавање од кое што можам да почнам. И да, во тоа поле толку. И последно, веројатно за пораката, тоа се два совети барам од моја страна, кои што мислам дека не ги сватив на време. Едниот е дека професорите се луѓе и треба да ги прашувате и да ги малтретирате со прашања секогаш. И дека второто е искористете ги сите шанси што ги имате да шетате. Има многу пракси, има многу курсеви, како што кажа BEST и IAS, се организации кои што ви го возможуваат тоа, искористете го тоа и шетајте. Тоа е тоа од мене. Стефан, ти благодарам. Тоа беа 16 приказни, успешни, Фейт приказни. За едните студенти, матуранти кои што ќе дојдат кај нас, се надам дека ќе ги следат и ќе напишат уште подобри своји едни Фейт приказни. Јас ви благодарам на сите за одвоеното време, за тоа што не достоивте со вашето присуство. Не го забравяйте Фейт. Принт скрин не правам, едно селфи вака заедно со вас повторно поубаво. Ве поканувам на геймингот на Фейт и едно подсетување дека отворените Фейт денови продолжуваат и утре. Утре ќе имаме почеток во 14 часот, студентските проекти се првин, па студентските програми и на крај повторно ќе имаме моја Фейт приказна со 10 други наши колешки колеги. Пријатно на сите, останете со добро, не го забавете електро, чувајте се и секој добро. Чао. Чао. Чао на сите.